Денес во владата на Република Македонија се одржа конференција посветена на начините за поголемо информирање за максимално искористување на европските фондови. На конференцијата, која беше во организација на Секретаријатот за европски прашања во соработка со француската амбасада, беше нагласено дека е потребно да се изготви стратегија за информирање која ќе придонесе за максимално искористување на ИПА фондовите. Францускиот амбасадор Жан-Клод Шлумберже, истакнувајќи го француското искуство, нагласи дека неопходна е потреба од изготвување на повеќегодишен план за информирање, креирање на електронска комуникација преку специјализирани сајтови и создавање на нов концепт за информирање во руралните средини. Вице-премиерката за европски прашања Теута Арифи нагласи дека во моментов Македонија користи 4 компоненти од европските фондови, додавајќи дека за да се зголеми ефикасноста во користењето потребно е зголемување на административниот капацитет. Има секако, ние имаме и користиме од страна на Европската унија 4 компоненти и сме во предност ако се компарираме со другите земји од Западен Балкан минус Хрватска, дека имаме предност во користењето или колку компоненти ни се отворени за користење. Но во однос на капацитетите, значи нашите капацитети, јас мислам дека ние треба да ги надоградиме за да ги повлечеме и да бидеме поефикасни во нивното користење. Што тоа значи? Тоа значи дека ни требаат посилни административни капацитети во рамките на централната администрација, но тие капацитети треба да се зајакнат и во рамките на локалната самоуправа. Во моментов во секторот за ЕУ фондови при Секретаријатот за европски прашања работат 12 лица, истакна вице-премиерката Арифи, нагласувајќи дека обуката на административците континуирано ќе се зголемува, се со цел да се постигне што е можно поголемо ниво на искористеност на европските фондови.